Шизофренија, цепење на психата, цепење на душата, подалба на душата, тешко психичко заболување, кој се манифестира со разни визуелни и слушни халуцинации, делузии, психози, суманути идеи, идеи на величина. Рецимо, се замислуваш дека си Наполеон, или дека си поима немам правнук на Александар Македонски, рецимо, да. Имаш мании на гонење, поима немам, те бркаат агенти на Мосад, на ЦИА, ти им бегаш нон-стоп, те следат пред зграда со двоглед разни форми има шизофренија, у народот позната понекад и како младалачко лудило. И сега зебано е кога шизофренијата стане, или схизофренијата, схизо, нешто што се дели схизо од латински. Сега е проблем схизофренија или шизофренијата, ајде да си ја кажуваме, која ќе стане колективна диагноза. Тоа е оно што ебе наше кокошке, а ние петао. Која шизофренијата станува колективна диагноза. Пример, земете ги Бугарио. И бидете спокојни. Не се само македонците бугари според нив. Најново е, вчера, завчера, една нивна мега лудача, која што е сега мега популарна, ја вадат на сите нивни портали и телевизии, млада лудача. Мега лудача. Еден импозантен примерок на лудача. Искача на телевизија. Вика, италијаните, вика се българи, особено тие во централна Италија. Тоа биле све бугари. И овој тој што беше или гост или некој, значи тука сите потврдуваат ова теорија, од и она генетично испитувала. Кој знае кој курац е лудачава, ама нешто со генетик, некој генетски испит. Иако ја во една пригода кажав, викам, нема поголема ретардираност од тоа да кажеш дека гениве може да дадат одговор дали си бил ти бугар од пред 2 милениуми. Значи тоа е невозможно. Го нема во ДНК-та тоа као информација. Да пише у ДНК-ва да ти даде информација, да, тачно е, ти си бугар од 30 век пред нашата ера. Или ти си бугар од Биг Бенгот. Уште пред да се случи Биг... Значи, тоа не може да ти го каже ДНК-та, хромозоми и така натаму и така. Не и се. Мега лудача, вика, тврди, вика, ние, вика, со италијаните, един народ, същото како с македонците, кои што исто не знаат дека се бугари, па ние треба да им кажеме да ги освестим. Гениално. Гениално до имбецилност. Јас што би рекол, нели, мојата позната ова фраза. Гениално до имбецилност. И си викам вака. Италијани, кога ги побугарчија, шо са, мислете, еј. Италијани, замислете. Уствари, вие не знаете, но значи, вие тој филм не сте... Ние сме го гледале, поема немам. Овој филмов Кум на енглески. Па џо енглезиве, џо глумат италијани, мафијаши. Не знам, Марлон Брандо, Ал Пачино, овој како се викаше... не битно се. Не ми текнал моментов на... Нема вез. Сите... Ама вие не ја знаете позадината. Тој филм, вие го немате гледано. А Бога ми и ние. А Бога ми и сите нас. Али, изгледа по Бугари век излезе дека ние сме гледале верзија, ремейк на Кум. На амерички. Холивуд. Глупости. Фейковача. Оригиналот на Кум е на български. И во оригиналот Ал Пачино на
Български збори. Од оне американец со италијанско, значи италијанско-българско потекло. Ал Пачино. Пачинов е он. Пачинов. Алек Пачинов. Од Кюстендил. Ама сега, у она време у Холивуд, и не можеш како Алек Пачинов да направиш кариера, кој прво не може да го изговорат американци. Алек ќе го изговорат некако. Ама Пачинов. И тој агентот му рекол, исто бугар, оригинал. Му рекол, братле, името твое, Алек Пачинов, не соодветствува на нашата агенда да станеш голяма светска звезда. Обаче мора да го менваш името, да го смениме некак името. И Алек Пачинов му рекол, добре, братле, добре, ќе го менувам името. Кажи како да се казвам, за да бидам светски позната звезда. Голяма звезда. Тој му рекол, ще се викаш Ал Пачино. Тој рекол, ми харесва, многу ми харесва. И се прекрстил во Ал Пачино. Сега, шо е друго поентава од кум? Вие мислите Дон Корлеоне главниот што го играше Марлон Брандо, дека нели имево е земено по селото Корлеоне на Сицилија. Така знае светот. И филмографите, филмачиите, филмофилите, историските факти, сите знаат дека Коза Ностра, италијанската мафија, е основана во селото Корлеоне на Сицилија. Che è successo questa sera? Cazzo, комартадела. Не е било това баш так. Тези мега лудача дошла до сознание, да кажеме, дека Сицилија, првиот назив на Сицилија не е Сицилија, него е Бугариција, Българиција. Да. А селово Корлеоне не е оригиналот Корлеоне. Не. Оригиналот е Крлеоне. Оти неговиот основач и прв мафијаш, основоположникот на Коза Ностра, е Пламен Крлев. Нагалено Крле го викале, Пламен Крлев. И од него е фактички селото наречено Крлеоне. Типично българско село, со български хора. Па ја, и Сицилија, кој идете, како да ви кажам, бе, људи, сега ние можеме да измислуеме фабрицирани факти, фабрицирани невистини што ги вадел Холивуд. Или најпознатите светски филмаджи, филмофили, историчари. Ние можеме да им веруваме. Ама реалноста те демантира. Па ти кој ќе отидеш на Сицилија, па вака кој ќе се прошеташ по тоа на сред село, рецимо. Мада таму сред селото е вака нагоре. Ама нема вез. Кој се прошеташ по сред село, ти кој ќе ги видиш луѓето, кој ги чуеш како зборат. Тоа е бугарски. Тоа е бугарски, тоа е толку очигледно. И да прашаш некој од тие, ќе ти каже. Да го прашаш искрено, вика, ќе му кажеш, шо си ти, бе, ќе ти рече италијано, веро. Ама кога прашаш, не, ако му речеш, кажи ми, што си баш онака, потекло твој. Нема шепкање тамо како во Егејска Македонија, македонците кои ќе ги прашате, што сте, кои ќе ви кажат, људи македонец, нема, вамо, гласно викаат, аз сум
мало българче, како на песна на Иван Вазов. Што ја кажуваат веројатно овие јадојве кога потпишуваат дека имаат български происход за да им дадат пасош. Веројатно и песнава ја рецитираат. Аз сум мало българче. Овие викаат. Без тоа мало. Аз сум голям българин. На Сицилија. Нема кој нема да ви каже. Дури ако имате добар слух, ќе забележите дека и кучињава на български лад. Братле. На български лад. Холивуд. Амерички, евреите го држеле, педерите го држеле, они лови. Не бре. Од увек бил Холивуд български. Шпагета вестерн, жанрот. Серджо Леоне. Сергеј Леонов. Од Варна. Шпагета вестерн, добриот, лошиот и грдиот. За грст долари. Све се тоа български автори ги имат правил. Шпагета. Кој ги измисли шпагетите? Кој? И кој? Резанчина. Шпагета, кур се тресу ладна вода. Таљатели, Жимикуров. Јувки. Не знам Бугаријеве како е на български. Јувки. Anyway. Средна Италија, сите биле, значи островиве, Сицилија, Сардинија. Палермо. Типичен български град со българска архитектура. Български воздухот е што го дишеш, български. Атмосферата българска над Палермо. Колосеумот. Знаете кој е првиот назив на Колосеумот, како се викал? Пред историчариве да почна да пишуваат лажна историја против бугарите. Знаете како се викал Колосеумот? Бугаросеум. Арнама. Тогаш дошле србите, кај Колоси, ко виделе што освоиле, кога го освоиле србите Рим, ко виделе што освоиле, дека има една таква импозантна градба као Колосеумот. И земеле да играат српско коло околу Колосеумот. И цело време играле, никој му текнало. Абе, вика ова чудо, кој знае како го викаат овие бугариве, дај ние да си го прекрстиме у Колосеум, дека коло српско играле околу. Затоа бугарите ги мразат србите, со право ги мразат тој српски свят. И треба да ги мразите. Од една таква градба българска, една такво светско чудо на архитектурата, како римскиот Колосеум, Бугаросеум, ти да го осквернавиш, да му ја фризираш историјата, да кажеш дека србите го направили Колосеум, го прекрстили. Па греота кон Бугарија, стварно. Жал да те фати. Ја и со познати, со тото имам седено на маса. Не еднаш, два пати имам седено. И гледаме фудбал, Сега беше скоро светско, гледавме некој такмица, поима немам која гледавме. И како што сидим, он италијански, јас си правим и одеднаш, не знам, некоја
имаше некоја акција, не знам што гледавме, Португалија или гледавме со некои африканци, прво, второ коло, вика, не, добре, вика, лошо го кара фудбалот. Одеднаш, чекај, ја викам, дали ова Бугариве обсесија, дека ми се више слушам луѓе што се други народи, нации, пример италијански, као бугарски, викам, го слушам, овој, значи, јас сум отиден у курац. Викам, шо кажа? Вика, не, добре, вика, лошо, вика, го кара фудбалот, вика, лошо го кара. То ти, брате, викам, што ти стана, бе, човек? Гледам вака, дрога некоја да не помасава, да не апнал нешто, да не. Ја ништо не му ставив у Кока-колата. Ништо не му ставив. Викам, ој, кога стигна, викам, цело време тука седиме, он Кока-кола пие. Дори ни пиво не кеше, не вајда на... Викам, што, викам, ова не ми кажа, викам, на бугарски, викам, ова. Еми, на български ти казах, да, но то ти вака ми збори. То ти, брата. Човек, вика, што ти е, бе, вика, у кој век ми, вика, живееш, бе, ало? То ти ми каже мене. У кој? Вика, јас сум, вика, бугар. Како, бе, ти си бугар? Бугар сум, бе, вика, бугар. Ја знаеш, вика, приказната за Ал Пачино за кум како си го смени името? А? Викам, јас знам, бе, човече, викам, таа позната приказна е како агентов го натеруе име во негово бугарско да го смени у Ал Пачино. Од Алек Пачинов да стане Ал Пачино, за да стане светски, да познато, позвучна да биде името, да стане голяма светска звезда. Па вика, то ти, истата приказни со мене. Ја, вика, драг Сашо, колега мој бивши, вака ми вика, колега бивши, ја, вика, не почнав да играм добро, не можев да дадам добра партија на терен додека играв со моето родено име. Кое ти е, бе, викам, родено име? Франческух Тотев. Што збориш? Да, бе, вика. Не може, вика. Башка не може, овие ме рипа, вика, ја ќе добијам топка, вика, на терен, коментаторов не кажува кој ја води топката, затоа што не може името да ми го изговори. И мојот, вика, агент рече, мораме, вика, друже, да направиме нешто, името да смениш. Коментаториве не те споминаа дека играш, ти водиш топка, даваш гол, овој мој не може да го каже имево твое. Франческух Тотев. И, вика, Франческо Тоти, вика, тој баш онака звучи, Франческо Тоти. И од тогаш, вика, почнам партии да давам и станав тоа што сум сега, но, вика, горд сум на мојот български происход. Викам, друже, свака ти част, не може секој да биде българ, особено не една ваква величина како тебе. Терај, викам, терај. И тогаш малце непријатно ми падна да ви кажам. Кога ќе ги дознаете сите овие работи, кога ќе сватите светот колку е български, малце ми е непријатно. Дури ми доаѓа да им се извинам на бугарите за сите работи што ги имам кажано против нив. Вака на врв на јазик ми е да се извинам. Или ми доаѓа да се извинам у вакви ситуации, па у следната секунда па ми доаѓа само гласно да викнам: Етим за глава. Овие што имаат, што ги решаваат проблемите со главите, тоест во главите на одредени луѓе или народи. Сега тука поише требаат етими за кој е цел народ упрашање, кој се работи за колективна шизофренија. Шпагети. Резанчина од тесто. Како пичку матер импровизира. Но мора, ја од почитување кон бугарите, дури, ја не знам, гледате български, и многу ми е криво. Мислам, тој диалект не го знам, нивниот што го зборат. Многу е тежок. Тежок диалект, комплициран. Не ми лежи.
И така, тоа Санремо, тоа заборајте на тоа све, тоа миланска мода, тоа Ферари, Бугарари, Бугати, колите Бугати, оние скупи коли од не знам колку милиони евра што може да кошта со фул опрема. Бугарати, луѓе, душа грешиме ние кон бугарите. Грешни сме. Тоа се све бугарски марки на автомобили, луксузни, брзи, скапи. Бугарари и Бугарати, каков Ферари, каков Бугати. Само уште треба некој на шиците да им каже дека бугарски аута возат. А може и знаат. Но зошто се пишува лажна историја? Светов пишува. Што е тоа? Зашто Ферари сакаат да ги маргинализираат бугарите? Баш за тоа дека од нив настанал светов, од нив настанала вселената. Првиот протобугар се појавил пред Биг Бенг. Ви кажав, првиот протобугарот. Ако сакате, можете и како Господа, тој го запалил чкорчето, ебал мајката и вселената експлодирала и тоа почнала да се шири. Па настанале, нели, звездите, планетите, курој, палој, све живо настанало. Македонците на крај дошло, све кога се решило, дошле на крај. Отко се појавил Тито, тогаш, на крај нас. И тоа Тито да не бил. И тоа рекол Тито дека киве на Бугарија, дека све е бугарско, дека и Господи, првиот човек, прото бугар бил тој првиот, најпрвиот. И отинат. Рекол се матерки имева. Сега од Бугариве, ја ќе направам друг народ. И другачи ќе окрстам. Им го начукал. И им го начукал до душа. Еве, душите им е криво. Ти, замислете каква е таа диагноза, секојдневно да се занимаваш на сите телевизии и портали со македонците. Замислете каква е тоа диагноза. Ние, бугарите, да не негираат, да не го прават тоа што го прават код нас, да не го правеле она што го направиле во минатото. Ние нив немаше ни да ги спомнеме. Ке беше последното нешто у нашиот живот на кое што ќе се сетиме дека постои такова нешто што се нарекува българи. А не ни беа тема на муабет. Овие секој ден се занимаваат сериозно со нас, бе. Тоа емисии дебатни, па искачат тие мега лудаци кај што тврдат, ова што тврдат. Али ова последново луѓе, ја можам еве утре рецимо ќе ви го пратам ова да го гледате кој не го гледал клипот, утре ќе го шерувам. Ќе објав да видите до крајот иде на таа шизофренија. Таа нема граници веќе. И така, да заклучиме на крајот, кога купувате италијански брендови, да знаете дека се тоа бугарски брендови. Да знаете дека најубавите филмови во историјата на Холивуд, да кажеме, па и на светската историја, како Кум, дека е с български происход и да немате тука дилеми. Уште многу работи можам да ви кажам и за Тото Котуњо, и за Санремо. Појма немам. Но навистина не сакам да ви го расипувам денот и да ве демотивирам и да ви го намалам чувството за вашето македонство, ако продолжам да ви кажам што се е българско на овој свет. Не сакам. Не сакам. Можам да ве разубедам. Ќе сватите вие што све е българско, од кај да ве знам. Може одма да сакате да се осетите дека сте и вие българи.
И после да бидам ја тој што јавно сум ме поттикнал да бидете българи. Затоа подобро да не знаете. И јас знам дека што све е българско, ама па кај мене тоа многу не делува. Пошто не ја делам истата шизофренија и ова истата диагноза со нив. Уствари ние немаме ни заедничка диагноза. Уствари они имаат диагноза, ние не сме со диагноза. Или барем нашата диагноза е некоја друга, не е шизофренија, ама ова е многу заебано. Ние поеш имаме проблем со самодоверба како народ, со самодоверба, со такви некои работи. Немање самопочитување доволно, немање ова, немање она. Не знаење на тоа кои сме, што сме, непознавање на собственото минато историја и така. Ние со тоа имаме проблем. Со нашиот менталитет имаме проблем. Ама немаме диагноза поставено, како што имаат овие диагноза. Епа, българи, мислам дека сте задоволни што вашите вистини, што вашите факти ги изнесов јавно, се обидов дури да ги убедам оние кои што мене ме слушаат, дека на вистина има многу ствари за кои што се български, а луѓето не знаат дека се български. Мислам дека добро горе-доле ја презентирав целата работа ова во врска со българскиот преисход на италијанскиот народ. И мислам дека овој пат треба да бидете задоволни со мене. А пак во случај да не бидете задоволни со мене, што да кажам? Освен Io grande giocatore. Cazzo, cosa? Ai, ciao, ciao.